Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Во последните години во Македонија нема странски инвестиции. Нема ниту политика за нивно привлекување. Но и покрај ваквата состојба, сепак има тендери за уредување на слободните економски зони кои се празни. Почитувани, ова е договор помеѓу Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони со фирмата Zobek Mining Group Doel Скопје, склучен на 25.8.2023 година, со кој се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни во врска со набавка за нивелирање на парцели во Тирс-Штип. Договорот е во вредност од 5.705.000 евра. Интересен е фактот што горе именуваната фирма во својата историја на електронскиот систем за јавни набавки има добиено само 4 тендери и сите 4 тендери се од Дирекцијата за технолошко-индустријски зони. И сите овие тендери се добиени откако директор на оваа дирекција е Јован Деспотовски. Фирмата Zobek од Дирекцијата за технолошко-индустријски зони има добиено 2 тендери во 2021 година и по еден во 2022 и 2023 година во вкупна вредност од над 989 милиони денари, односно 16 милиони евра. Па од тука, јавноста треба да добие одговори кои се критериумите кои само оваа фирма ги исполнува веќе 4 пати и ги добива овие тендери од страна на дирекцијата. Дали станува збор за фаворизирање на една страна, а истиснување на сите други фирми на друга страна. Почитувани, со ваквите постапки од досегашното владење на СДС и ДУИ, можеме да констатираме дека несигурноста и недовербата во институциите, невладењето на правото, големите коруптивни скандали и тендери се причина плюс за лошите резултати во привлекувањето на странски директни инвестиции. Македонија, од земја лидер за привлекување на странски директни инвестиции, стана земја во која нема ниту план, ниту стратегија за оваа тема, но затоа има тендери за нивелирање, односно подготовка на празно земјиште. Ви благодарам. Дозволете ми сега да прочитам и прашања кои што пристигна од телевизија Алсат и за истите да дадам одговор. Има ли одговор од Социјалдемократскиот сојуз по прифатената понуда за датумот за избори да се разговара на ниво на работни групи кои ќе бидат представници на ВМРО ДПМН во оваа работна група. Уште чекаме да се остварат првичните контакти од страна на СДС и ние сме подготвени да разговараме. Кога ќе има било каков почеток на разговорите, ќе ја информираме јавноста подетално. Ви благодарам.